Ој се само за син му ке збор. Арно да се не покажваше секој ќе го слуша. И ги само тој син има ние си дојдемаме. Едно, две син му песна. Многу ми е гајле на кој личи. И мене ми е гајле, ти кажем право, знаеш што ти? Оти нема шо не сум видел. Пред никој не замрзна. Оти бе вистина не си го успеав со шо. Не знам што не сум видел. Добро, културно македонски мислам. Од старата школа сум јас литературно малце од мал. Што не е случај со нели многу други, ама не е ни битно на крај на денове. Музиката треба да има слобода. Туку друго сав да речам, пола јуни помина бе. И роден дено на распусту му помина, заврши учебната година. Мислам дека крајно време е да ве прашам, каде на одмор? Каде на одмор? Каде на одмор? Каде на одмор? И таа песна, ако не ја знаете и од неа линк ке клајме, не е проблем. Вака го размисли човек, уствари многу луѓе не ми ги знаат старите песни. Немат појма дека јас имам 2 албуми и уште сингло из уште 2 други изваан. Ги знаат тие што биле попопуларни малци и толку. Така што денес на татема ќе правиме муа. Може? Ајде бате, пушти на шпица и да почнеме. Сега сваќам дека уствари годинава полнам 15 години кариера официјално да речем. Пошто јас учам музиката од кога постоја, свирам од дете, ама официјално кариерата ми почна од Идолот, а од Идолот имат поминато 15 години годинава. И тој буквално заврши овој период. Што значи годинава уствари требаше да направиме јубилеен концерт. Арно, ама кој што ме дал Господ, никогаш не сум се замарал со такви работи, нити ми било битно бројки или промоции или што да е. И баш заради тоа многу луѓе не ни знаат дека имаме еден тон песни изваен. Пошто никогаш не сум посветвал време на промоција. А веќе долго живееме во време кај што промоцијата е далеку побитна од продукт. Начинот на пласирање, начинот на презентирање. Сите се тие работи што мене никогаш не ми биле битни од јас. Никогаш не сум ни ја правил музиката за некоја посебна слава или за признание или за награди или за нешто. Сум си ја правил заради тоа што јас сум сакал така да си ја направам. Ако сум ја правил за гледаност или за препознатливост или за не знам што, ќе имав друга патека фатено, ќе потпишев некој од тие договорите што ми нудеа тогаш. Други ќе ми правеа музика, други ќе се замараја за изглед, за што ќе речам, како ќе речам, аз не сум тој тип на човек. Не можам бе брат, не можам едноставно, не можам да потпишам договор и да дозволам друг да ми кажува што да пеам, трет да ми кажува што да облеквам, четврт да ми кажува што смеам да речам, што не смеам, па да ми ги прегледват интервјуата, па да ми ги менват збороите, па дали ова да сум го кажал, дали да не сум го кажал, па думај, прај ујдур ми ова да се направи, она за да се збора, па не знам што, не можам брат. Знам дека тие работи се дел од шоу бизнису и се потребни за таму и таму нека му се на тие што сакат да и прават. Јас сакам да правам музика, сакам да си се искажам себе си, да го пренесам то некако во музичка форма и да излези од мојот систем. Са дали ќе го слуша некој, дали нема го слуша, дали ќе се пронајде или не, тоа е веќе сосем трета работа. Тоа е работа за менаџери. Јас никогаш сум не ќел да бидам менаџер. Ти ќе речеш па што не земиш некој да ти биде, не ќам некој трет човек да биде задолжен за мојот бренд или за тоа што сум јас. Особено не ќам во држава кај што менаџерите се побитни од тие што треба да се бит. Пошто едно е ти да имаш тим и да работите сите кон иста цел, некоја цел што ти ја имаш и ти да си ја водиш целта и другите да бидат тука како поддршка и како идеја и како разговори што да е. Не брат, договорите во Македонија се робовладетелство. Тие знаат, ти не знаеш, немаш појма, тие ќе ти кажат што треба. И очигледно му функционира тоа на многу луѓе. Нарно јас не сум многу луѓе, нити па сакам да имам некаква кариера или препознатливост некаква, колку да се рече, колку да ме кеве кариера направи, концерт ќе направи негде и готово, тоа е врв. Не бе брат, јас сакам тоа што го правам јас да ме отсликваме. Дали чини или не чини, дали ќе биде слушано или не, дали ќе оприфати некој или нема го прифати. Не ме интересира бе брат, кој те праша. Мене музиката ми е љубов, ми е издувен вентил. Нега не можам да направам песна што ќе слушат луѓе. И тоа сме го направиле, ама не било со таа цел. Не ми е тоа поентата ми е јас да си го кажам тоа што сакам да си го кажам во музиката, исто како што ми е со видеа. Дали некој ќе го слуша, дали ќе го разбери, дали ќе сака да го слуша понатам, тоа е друга работа. Мене ми е најбитно да е сетото искрено. Се што ќе испеам, се што ќе направам да биде искрен. Па макар и го слушале двајца. Тие двајца сакам да бидат искрени слушатели, да го слушат заради тоа што сакат да слушат. Не заради тоа што имам 200 милиони потрошено на промоции, на спонзор, на ова, на он. Па плаќај телевизии, па плаќај радија, па туркај ваму, па туркај таму, држ не дај ти реков ми рече. Дали имало поента нештото или немало, не е битно туркај. Не бе брат, јас сакам тоа што ќе го направам да има некаква поента. Дури и да звучи најпросто, па да има некоја поента. Да
кажва нешто што јас сакам да го кажам во тој момент од живот. За утре, задутре, кога се вратам и кога ќе пуштам од првата песна да чујам што сум правил, да можам да си ја видам патеката што сум ја одел во живот, а не да гледам работи што некој друг ги правил заради тоа што мислел дека ќе добие некаква гледаност или некакво внимание. И баш заради таквиот став што го имам, никогаш не сум се замарал со промовирање. Пошто тие промоции и такви работи му се љубов и работа на менаџери. Јас менаџер не сум. Мене ми е љубов музиката да ја направам и да ја објавам. А понатаму каков природен тек ќе земи, тоа си е трета работа. Јарно, ама со текот на годините малце се сменија работите. Там не во моите размислувања се комплетно исти. Дури да не речам и уште по хардкор се сега. Туку се смени технологија, социјалните мрежи сменија се, особено од кој излезе TikTok. Иако порано требаше еден тон пари да потрошиш на телевизија, на радија, на социјални медиуми, на чуд, денешно време се што треба е едно вирално видео. А вирални видеа, фала Богу, сме имале многу благодарение на ова. Така што полека, ама сигурно сме си изградиле овде некоја платформа на луѓе што те следат искрен заради тоа што си ти, заради тоа што го правиш. Не заради тоа што имаш менаџери, тимови, промоции си правил и си трошел пари, не знам. Туку буквално заради тоа што го правиш тука, заради тоа што си ти. И последно сваќам дека уствари имам можности, имам каде да ја промовирам сета таа музика што сум ја направил порано, а што сум немал каде да испромовирам. Тоест не сум сакал на тие традиционални промотивни начини да ја промовирам. Така што здравје Боже летово, покрај тоа што имам и други нови песни што ќе излегват, планирам да направам обработки на шо поќе од претходните песни, дали во акустична верзија, дали со бенд, шо како ќе видиме. Ама битно сакам малце да ги заживеам тие песни, пошто секој од нив раскажува некаква приказна за делот од животот во кој е создаена. И мислам дека баш би дошло како една уба ретроспектива на се што сум направил порано, а бога ми и новите генерации немаат појма што се имам направено во меѓувреме, пошто не ни беа тука поќе. Особено овие TikTok генерациите, врска немаат ни за идол, ни за песни, ни за ништо. Така што мислам дека е време да направам по некоја обработка да му ги представам песните, па што знаеш, може да ќе му се бендиса нешто, може да нема му се бендиса, може да ќе сакат да ги слушат, може да воопшто нема се пронајдат во ништо. Ќе видим, битно јас тоа што е од мене, од мојата душа да си го направам. Секако поголемиот број од песните не ни имат спотови, вака барем ќе имат нешто визуелно и ќе добијат една малце поинаква димензија, пошто поинаку ќе бидат преработени. Па здравје Боже, ако ништо друго, откако ќе преработам ќе видам кој шо сака, како сака, му се бендисва, не му се бендисва, па здравје кога ќе правиме потаму едно концертче. Да знам шо од песните ќе влези во репертоарот, па да не правиме муавет ако почнам да ги пеам и тие што ги имам правено за театри, за представи, за чуда. Гарант има еден тон деца во Скопје што оделе во театар за деца и младинци што ги слушале песните што ги имам јас правено, нема појма дека јас ги имам направено. Бога ми и на други представи во другите. Колку имам за обработка. Почнувајќи од првата песна англиската од You Were Mine до втората до PMS. Натаму песни колку сакаш. Пошто не знам од тие, ама мислам дека многу поинаку ќе бидат прифатени сега и од тие и од новите генерации отколку што беа тогаш. Ама ќе видиме, може да грешам. На крајот на денот дали ги прифати некој или не, многу не ми менва во векот. Кој што рековме си ги имам правено за мене и со нивната обработка, ако ништо друго, уште еднаш јас ќе си се вратам во тие времиња и ќе си направам пак да ми е убо на душата. И здравје Боже, од сега па натаму се поќе ќе гледам да си правам убо на душата со мојата музика. Да ги извам сите нови песни што ги имам направено, да ги преработам сите стари песни и да почнам малце поќе да посветвам внимание на тоа што е мој. Пошто мислам дека крајно време е, така што би рекла жената Арно ти текна. Да не се тие жени да ништо не прави. И тоа е брат. Денешната епизода така испадна малце дел како сеќавања на едно време што било некое, дел како најава за некое време што би требало да следи. Како и да е убаво понекогаш човек да си направи вака една ретроспектива, не само за мене лично, туку и за сите луѓе што уште од тогаш ме пратат, што ми биле фанови уште од почетокот на кариерата и со кој поголемиот дел и ден денес дружиме по социјални медиуми. Една од тие фанките дури и жена ми ста. Така што мене ми дојде многу убаво на душата ова епизод. Дали вас ви се бендиса или не, знаеш како? Кој ме праша? Тоа е убајната кој не ти кажува никој што да речи. Кај да се појавиш, кај да не се појавиш, дали да речиш вака, па ќе ти напишат интервју што да кажеш, па одиш дткаш на телевизија пошто имаш подзабораено нешто или незабораено, недоучено. Не бевате, си излегваш вака, си кажуваш што сакаш, ако му чини некој Арно, ако не, кој ги праша бе? Немам поубаво. И посакувам на сите барем еднаш во векот да си имате ваква слобода, за да видите што е убајно. И со таа желба ќе завршиме ова епизода. Благодарности до сите што биле тука изминатите 15 години и што продолжуваат да ме трпат понатаму. Благодарности до сите нови слушатели. Се надевам дека уште долго ќе се дружиме и благодарности до сите гледачи што ги гледате овие емисиите што и правам. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.